2001 и никој тоа не го посекуваше. Но она што јас би сакал да ве прашаме, нели мислите дека ВМРО ДПМН од 90-та до 98 година беше едно прекрасна партија која што наистина храбро се држеше и се бедуваше Македонија да ја изнесе на прав пат. При тоа имаше огромни сопки, така да кажем, од поранешните комунисти. Ако го тука цитираме Вацлав Хавел, кој што рекол дека комунизмот умрел, ама никој не го видел мртовецот, се види дека токму комунистите продолжија да владеат со Македонија. Значи, ВМРО ДПМН имаше една прекрасна улога во тие години, за жал не успеа, не беше наивна, немаше искуство, не можевте да се соочите со сопките кои што ви ги ставаа. Ние бевме деца, јас бев студент, ние ја градевме, ВМРО го градевме практично Георгиевски, јас и неколку денешни играчи, бидејќи повеќето од нив се тргнати, го градевме доста Димовска, која неодамна почина. Значи, го градевме и при тоа се боревме со еден многу сериозен конгломерат на интереси, кој што не беше само политичка партија од страна на левицата, туку и цел државен апарат. Направена е голема... Значи, тука мислите на полиција, мислите на тајни служби, да. Па ние сме... особено новинарството беше многу карактеристично, бидејќи ние сега сме сведоци дека имаме 20 независни медиуми, пишани, електронски, имаме Facebook, имаме социјални мрежи, тогаш имаше само 3, Нова Македонија, МТВ. Дневник беше во зародиш 97 година, за време на протестите. Вест е формиран подоцна, Утрински е формиран подоцна и да не зборуваме сега за другите. Што е суштината на тоа време? Тоа време има една своја специфика, каде што ние се бориме против цел еден систем. Системот е испреплетен, не е само партија, туку се и тајни служби и новинари, се е врзано. И за жал, ВМРО ДПМН останува 94-та надвор од парламентот, со тоа нема ни никаква политичка заштита и во тоа време е и формирано едно огромно досие. Тоа досие 2000 година, кога бев пратеник и кога донесовме закон за отворање на политичките досиеа, што е еден од нужните елементи за демократизација, односно транзиција од минатиот систем кон модерните политички системи. Практично откривме едно големо досие на партијата ВМРО ДПМН и меѓу другото јас открив моје досие од време на протестите. Значи, кога сме протестирале, буквално цело време е следена нашата активност. Јас сум бил ставен на сериозен увид. Вие кога би биле директор на ДБК не би го правиле тоа? Па нормално дека не. Зошто? Па вие сте биле сепак закана за безбедноста, тоа бидејќи е меѓунационални односи, Македонија сепак е на вид на... Не е така. Ние изразувавме политички став. Значи, ние не отидовме во школа да се тепаме. Значи, никој од нас не беше на педагошки факултет да се тепа со албанците, туку како културни студенти искочивме да изразиме свој став. Од озгора на тоа имам уште многу посериозни индикации дека државната безбедност од тоа време подметнала антиалбански флаери и повици за оние гасни комори што ги споменуваат. Затоа што јас знам дека не беше тоа наша намера. Практично направена е сериозна намерна компрометација на тие протести и јас еве 14 години подоцна зборувам за нив и ги отстранувам сомнежите. Токму тука сакам да ви поставам едно прашање. Дали сметате дека протестите од 1997 година ги подобрија меѓуетничките односи? Јас лично мислам дека протестите од 1997 година покажаа од студентите се многу сериозна структура, која што може да направи промени во политичкиот систем. За жал, после тоа студентите беа ставени на зборувам за меѓуетничките односи. Дали ги подобрија или ги влошија? Значи, дозволете, студентите немаа намера да дискутираат за добри или лоши меѓуетнички односи. Нашите барања не беа во смисол да се направи закана по државата. Нашите барања беа да се почита уставот и законот. Не успеавме во тоа затоа што после се направени одредени компромиси кои што доведоа после 2001 и до легализација. Сега прашање на анализа, тоа треба научници да го направат дали било добро или лошо. Може би и добро да се отвори до крај образовниот систем на сите нивоа, но на крај се појавува еден проблем. Што ќе биде елементот на интеграцијата? Ако
албанците, децата албанци и децата македонци раснат цело време одвоено, бидејќи во процесот на образование не се спојуваат, значи не учат воопшто на исти јазик. Што ќе биде елементот кој што ќе ги спојува, бидејќи они нема да се Ќе се познаат. согласите со мене дека Ќе живеат во паралелни светови. Ќе се согласите со мене дека дефинитивно нема да биде во знак на спојување и интеграција ако излезат луѓе на протести и повикуваат гасна комора за албанците. Апсолутно се согласувам. Не знам дали ова на вас ви е политичка констатација и не знам зашто зборуваме за 97 цело време. Вие ме поканивте како претседател на Демократска десница да зборуваме. И ако сакате да ве вратам на тема, ако сакате може и цела емисија да зборуваме за 97, затоа што само што ви кажав дека повиците што се ставени како флаери и кои што се подметнати доаѓаат од тајните служби и тие не се наши. Мислам, немојте да ме доведувате во ситуација да се правдам затоа што тоа не е мој став. Добре, јас само сакав да се вратам на тој настан, бидејќи забележав дека вие се навраќате на тој настан многу со голема гордост, вие се гордеете со тоа. Да. И тоа за мене лично беше многу чудно, бидејќи ние живееме во пострамковна Македонија, каде што веќе некои нешта се реалност. И сега да се навраќаме на 97 и да повикуваме на некој начин на ретроградни процеси, тоа е, мислам, никому не прави корист. Не сте во право, не му правиме корист на никој. Тоа е еден настан кој што од 97 година означува многу сериозен потрес меѓу студентите. После 97 година, значи студентите се ставени уште на посилен увид на тајните служби и посебно на политичките партии. Погледнете што сега се случува со Сојузот на студентите, под тотална контрола на ДПМН и немаат право да мрднат без да имаат партиска контрола. 97 година нашата намера беше токму ова што денеска не е. Значи да ги ослободиме студентите, да им укажеме дека можат политички да бидат активни, да им покажеме дека можат да ја менуваат својата околина, значи не само живеачката на студентите, туку и политичкиот систем. И многу е чудно што вие имате некаков однос негативен кон тоа. Јас пак ќе ви кажам, тоа се најголемите протести. Тоа е една моја голема гордост. Ние покажавме политички став кој го измести целиот политички систем и од тоа немам намера да се откажам. Ако вие имате политички став во однос на тие протести, тоа е ваше право. Меѓутоа не е коректно како новинар да изнесувате тврдења. Вие треба да ме прашате што мислам јас. Добро, ова се пак е дебат. Или ако сакате да имаме ТВ дуел, ако застапувате од гледна политичка структура, сакам да ми кажете што е вашата позадина. Дека новинарот има право на мислење, така? Мислење да, меѓутоа вие тврдите и напаѓате, тоа не е коректно. Да, и оставам да се искажете, така? Абсолютно. Имате просто не ве сечем, не ве прекидам. Пробајте да ме сечете, јас знам и со такви новинари да разговарам. Нема потреба. Мислам го знаем и вас, Коевтов и сите новинари таков тип. Јас немам никаков проблем и да пробате да ме прекинувате. Сакам да има некаква поента разговорот. Ако сакате да има поента, да одиме према некаква поента. Има поента. Вие ги спомнавате повеќе пати ги спомнавте нашите студенти и тој систем. Да. Јас живеевам во студентски домови целиот мој живот додека студирав и баш беше тоа во период кога беше ВМРО на власт од 1998 до 2004 година. А вие тогаш 2002. Се извинувам, од 2002 година, а тогаш вие бевте во македонскиот парламент, ако не се лажам, бевте пратеник. До 2001. Дали ги посетивте некој студентски дом, некоја студентска менза, дали видовте како они живеат студентите? Да, видов. И што направите односно тоа? И што сега треба да извлечеме како заклучок од ова пред 10 години што се случувало? Или пред 13 години? Се согласувате со мене дека секој политичар има некој свој бекграунд и треба да покаже капацитет и да добие доверба дека народот. Мислам дека не е воопшто проблем да се пофалите, да кажете што имате направено во однос на вашата кариера. Имаме направено многу сериозни работи. Прво јас ви зборувам за генерална политика, вие можеби сакате да извлечете некаков заклучок од некакви прашања кои што делуваат како да сте инструирани да ги поставите. Меѓутоа немам никаков проблем. Парламентот, работата во парламентот не се состои само од донесување или посетување на, да речеме, на еден закон или посетување на студентските домови. Вие може да го прашате сегашниот студентски лидер и претходниот гостин што ви бил, што они направија сега за студентските домови. Па е тогаш искоментираме она што се случува со нашето високо образование, кога веќе сме кај студентските протести, кога сме веќе кај студенти, па тогаш да го задржаме и тоа. Кој е вашиот став во однос на диспрезираните студии и оние факултети кои што се отворени во македонската провинција? Мислам дека се избрза, се намали квалитетот. Значи се покаже едно парадирање, значи на некој начин се правеше тоа за политички потреби и со преголема брзина. Вие знаете дека постојат градови каде што
има студии на кои што нема по 2 кандидати. Од друга страна, на студентите им се оневозможи, да речеме, ако се од некоја помала средина да дојдат во Скопје да го осетат тој живот. Сепак студентските денови се најубави денови и може во тие денови да се стекнат и да се видат убави нешта и да се својата природна средина да ја замените, да речеме, за многу поголема средина. Вие мислите дека тоа е лош потек? Јас мислам дека е пребрз потек, затоа што таа дисперзија, прво не знам дали сте упатени, не се плаќаат професорите до крај. Државните факултети кубурат со пари. Прво се направија огромни трошоци за мал број на студенти. Мислам дека паѓа нивото на студии, зашто вие ако го принудите еден професор да работи во Скопје, во Штип и не знам во Делчево да е 70% од своето време на пат. Вие се грижите за професорите или за народот? Ама какво е ова прашање? Вас не ве разбирам. Моето прашање е во однос на тие студенти кои што не можат да се дозволат да дојдат во Скопје да студираат. Нели оваа влада треба на некој начин да им излезе во пресрет? Има начини како може да се помогне, може да им се плати автобуска карта и може да им се даде бесплатно во домовите да проведуваат време. Вие знаете ли дека еден споменик што е направен, ако се замени, може да се не знам колку илјади студенти да се школуваат. Ако се од некаква социјално загрозена категорија, може бесплатно комплетно студиите да им бидат овозможени. Значи, мислите дека ако на некој се му направиле во Дебар студии, дека со тоа владата направила ова е политички став. Вие значи не сте новинар, вие сте зошто не сте разумно мислење? Значи вие сте мегафон на владата. Ама зошто не сте разумно мислење? Вашата телевизија е мегафон на владата. Ама јас не смеам да имам свое мислење. Вие имате свое мислење, меѓутоа вие го спротивставувате вашето мислење со мене како политичка категорија. Не, ова не е дебата. Вие ме викнавте на интервју. Ако ме викнете на дуел, требаше да знам за која партија ќе настапувате и да ви спремам такви одговори. Вие ако сте на ВМРО ДПМН новинар, јас немам ништо против тоа, меѓутоа треба да ја смирите тензијата. Напротив, не, па добро е за телевизиски да биде. Ако сакате да си го зголемите гледањето на емисијата, добра ви е провокацијата, меѓутоа ќе ви падне нивото како човек. Напротив, јас не скористам лаги. Послушајте ме, не знам ни како се викате. Саше. Послушајте ме, Саше. Вие не смеете да бидете на една партија новинар. Вие треба да бидете новинар во служба на вистината. Можеме да продолжиме со интервјуто. Да ви кажам што мислам, бидејќи на ништо не личи како го водите интервјуто. Добро. Значи, вие треба да имате новинарски прашања, а не прашања од штабот на ДПМН. Напротив, ова се мои мислења и вие ме пофалите дека добро сум се спремил, сам се спремил. Гледам. Може и штабот да ви ги испитале. Напротив, воопшто немам никаква. Сега сакам да ве прашам, вие имате нова партија, Демократска десница. Дали би сакале да ми кажете како ќе настапите на изборите, која е вашата програма и на кој начин ќе се добиете да добиете? Апсолутно. Таа партија произлезе токму од недемократијата во ДПМН. Значи, по доаѓањето на Груевски во 2003 година настана еден историски пресврт во партијата. Значи, буквално се расчисти со идеологијата и се започна со применување на едно стеснување на простор за сите што се претходни членови. Јас сум, да речеме, доста години член пред Груевски. Статутот е така направен на ДПМН да различното мислење не е благопријатно и посебно по освојувањето на власта во 2006 година се започна со едно тврдо настапување кон постарите членови. Така што ние моравме да се определиме дали ќе бидеме безгласни букви или ќе бидеме некој кој што се сложува, да речеме, по секоја цена да му се приближи на лидерот со веднење на глава. Тоа не е мој стил. Мислевме дека треба да направиме една сосема поинаква структура, која што и по самото име, и како што почнавме убаво, меѓутоа вие отидовте во една неубава насока, самото име, самата символика и самата боја асоцираат на нешто ново, кое што би требало да има, да понуди една сосема нов поинаков пристап. Мислам дека тој поинаков пристап буквално треба да асоцира на тоа намалување на тензија и нудење на демократија. Во таа насока името на вашата партија е Демократска десница. Да. А во вашите интервјуа многу често го споменувате зборот либерално размислување, полиберално. Како е можно една десница да го споменува зборот либерално? Апсолутно е можно. Ако на вас не е јасно, тука сум да го објаснам. Да. Значи, во овој момент државата, која што 5 години ја представува ДПМН, се меша во животот на секој граѓанин. Направено е се да се зацврснат инфраструктурно
сите државни структури, за жал и тајната полиција, за жал и контролата врз медиумите и новинарството, на што пример е и оваа телевизија. За жал, направено е се да контролата и притисокот врз поединецот биде огромна и животот на поединецот да се сведува на страф од државата. Тоа ви е Орвеловски 84-та. Прошетајте се по улиците на Скопје да видите колку камери се поставени. Дури е небулозно, ако се за сообраќај, да има толку камери. Јас лично мислам дека тоа е едно форсирање на страф. Значи, поединецот да дојде во ситуација да мора да биде уплашен, дека или ќе му дојде на врата полиција, или ќе му дојде на врата даначна служба, или ќе му дојде на врата партиски чиновник кој што ќе му каже твојата работа, приватна или твојата работа во државна институција, ние ја следиме, доколку не одговориш на нашите барања со тоа, тоа и тоа, или да речеме ова што денеска е пример со изборите од 5 јуни, дека секој што е вработен у државна администрација мора да даде список од 20 луѓе со матичен број и телефони, доколку не одговорите на тоа, вашето место не е сигурно. Вие кажувате дека се нарушени демократските процеси, така? Демократијата во Македонија, дозволете, демократијата во Македонија е заборавен поем, не постои од 2006 година. Јас да добием одговор од вас за либералните вредности. Може ли да стигнем до тоа? Ако имате трпение, ќе стигнем до тоа секако. Значи, она што ние сакаме да го направиме, прво да направиме демократија во партиите. Значи, луѓето да не се плашат од структурите у партијата, да научат во таа партија дека демократијата е нешто нормално со кое што треба да живеат и ако дојдат на власт да ја практицираат, значи таа матрица која што би била позитивна и демократска. А либерализмот, ќе го чуете, треба да имате само малку трпение. Гледам дека сте неискусен. Значи либерализмот е една како да ви кажам, филозофска категорија на што помало мешање на државата во животот на поединецот. И центарот, на мене ми е близок, значи десницата како центар и центарот како либерални вредности. Значи, вие ми рековте дека сте били во Америка, Pursuit of Happiness, значи барањето на собствената среќа, форсирањето на приватната иницијатива, развивањето на собствен бизнис за собствена среќа, кој што би донел, да речеме, до вработување во собствен бизнис, а не во државна администрација. Тоа се делумно либерални вредности, но не во смисол на либерално-демократска партија, ако не сте ги разбрале тие работи, но во смисол на слобода на пазарот, која што е типично десничарска вредност. И тоа во филозофијата е многу јасно дефинирано, проучете го тоа. Значи, вие сте конзервативна партија или не? Не сме конзервативна партија. Напротив, ние сме десничарска и граѓанска партија. Побегнато е од демохристијанството, од и не сакам само една структура по религиска основа да биде дел од партијата. Ги отвораме портите за сите граѓани на Република Македонија, значи без разлика на вероисповед. Ние не сме конзервативни затоа што конзервативизмот што го форсира ВМРО ДПМН со лажни вредности. Сакате ви кажам лажни вредности? Поведете. Например, форсирањето на раѓање на трето или четврто дете, а жена која што е или против абортус, зборувањето на кажувањето на приказки против абортус, а жена која што е трудна да се држи во притвор да го загуби својот плод. Форсирањето на трето и четврто дете, одредена категорија на социјално слаби луѓе во државата го прифаќаат тоа како мерка, бидејќи веруваат од државата и преку телевизиите го пере мозокот трето, четврто дете, толку помош, волку помош. Доаѓањето во ситуација да се укине таков закон и вие пратете ги приказите на граѓаните кои што добиле трето или четврто дете или близнаци како трето и четврто дете, а државата само месец дена претходно го укинала тој закон кој што го рекламираше со години. Тоа не се прави вредности. Ја мислам дека од нив треба да бегаме. Државата треба да најде начин што помалку да се меша во животот на поединецот. И тоа е оној либерализам или она лабаво десничарско уредување. Либертаријан. Да. Ти парти момент. Вред. Сакав да ве прашам Ти парти е крајна десница. Видете, крајната десница и крајната левица се споиле во историјата, тоа е национал-социјализмот. Да. Ние имаме одредени елементи во македонското општество денеска кои што потсетуваат на тоа. И секој новинар, па и вие имате обврска да предупредите дека одредени премногу конзервативни бракеци или наводници
однесувања на политичарите и перање на мозок, дека треба да се За стопира. жал, оваа емисија е многу кратка, така да ќе имаме многу малку време да обработиме на брз неки други прашања, па би сакал на близ да ги покренеме. Во однос на економијата. Да. Често пати можев да видам на вашиот вебсајт и на вашата Facebook страница дека сте критични во однос на трошењето на македонската влада. Мислите дека не треба да се троши и дека не треба да се задолжува македонското население со оние аранжмани со ММФ и со еврообврзниците. Ке можете ли да ми дали читате економија, дали пратите економски материјали, дали сте запознаени со теоријата на Милтон Фридман и на Кейзиевата теорија, дали можете да ми кажете пример во Европа и во светот каде што некоја држава се обидела да се справи со рецесијата преку немање на јавно трошење? Вие сте во заблуда. Ви сте во сериозна заблуда и немојте да мислите дека неколку книги прочитани по економија ќе ве доведат до решението. Вие треба да ја гледате малку поопстојно позицијата на владата. Што требаше да владата? Дозволете, значи требаше да ја гледате малку поаналитички и доколку смеете покритично позицијата на Груевски во економијата. Пазите што прави Груевски. Ја користи светската криза за оправдание дека треба да се задолжува. На почетокот на светската криза велат дека таа ќе не одмине, бидејќи Македонија е едно острово кое што е економски изолирано и нема да има никакви проблеми. Во меѓувреме се форсира еден проект кој што се сведува на железо и на бетон, кој што тежи според најавите на Груевски 80 милиони, а според моите претпоставки 500 милиони евра, затоа што они сметаат дека како еден столб од индустријата и развојот може градежниството да ги гурне работите напред. И тоа е, да речеме, една претпоставка која што можете да пробате да ја гурате за да ја спасите државата од рецесија. Ќе вработите градежни работници, ќе вработите пратечка индустрија. Вие во меѓувреме слушате за информација дека една авторка на тие фамозни скулптури добила 2,5 милиони евра хонорар за 3 такви скулптури. Тоа не е никакво штедење. Од друга страна слушате дека Македонија за 3 месеци е задолжена 370 милиони евра, што јас го пресметав и го ставив на Facebook страницата. Значи тоа се 200 милиони денари дневно, еве нека чуе целата публика, затоа што мислам дека со мачкањето на очи со Скопје 2014, изборувањето во нејасни економски, значи чекајте да завршам за тоа. Значи во нејасните економски категории изборувањето, светска криза, други се виновни, БДП волку, развој онолку проценти. Народот пропушта една многу битна работа, дека секој ден кога ќе стане, секој од овие 2 милиона луѓе во државата е 100 денара позадолжен. 200 милиона на ниво на ден Македонија се задолжува затоа што владата на овој начин ја води политиката. Тоа не е поради субвенциите, дозволете, не е поради субвенциите, вие ги спомнавте. Не е поради ваучерите? Не е поради знаете поради што е? Поради 40.000 партиски послушници во државната администрација кои што мора некој да ги плати. И тоа бидејќи економијата, чекајте, немојте, не е коректно ова што го зборувате. Зборувате буквално како портпарол на ДПМН. Не, јас разговарам со вас. Гледате, не е работа дали некого ќе примите или ќе отпуштите од работа. Тој што има одговорноста, што знае дека буџетот е во негови раце, треба да знае колку може буџетот реално да покрие и колку економијата може да направи обрт. Оние убија економијата. Знаете ли колку илјадници фирми се затвораат моментално? Знаете ли колку банкроти има во Македонија? Значи, супер, извадете ја бројката ако имате точна. Не имам, да. Значи, што се случува? Ќе ми дозволите ли да прочитам бројката, па да продолжиме дебата? Ајде. Значи, паника во државата има, посебно во... Како што видат, бројките се немилосредни, па би сакал да ги прочитам токму бројките. Значи, во 2006 година... Не 2006. Да почнеме од 2006 до 2010. Кажете ми оваа година колку банкроти има, односно колку фирми побараме да се затворат. Ќе ми дозволите ли да ги прочитам бројките, па ќе продолжиме. Значи, во 2006 година имало раст на БДП од 4%, во 2007 од 6%, во 2008 имало раст од 5%. Кога фати рецесијата, имавме пат од 1% во 2009 и пат од исто така 1% во 2010 година. Додека за невработеноста
Во 2006 ВМРО наследило 36% невработени, а сега се само 30%. Значи 6% се Што намалили. мислите вие дека овие бројки на Ставровски, ако ги читате, Ова се Томе Неновски, професор на Американски коледж. Што мислите вие дека овие бројки ако ги читате надвор, кога ќе излезете на улица, некој ќе ви каже подобро дека живее? Значи некои бројки кои што цело време Ставровски ги врти, гледам дека трабанските телевизии ги прифаќаат. Немаат врска со реалноста. Вие треба да изанализирате колку беше цената на струјата 2006, колку беше цената на водата, какви беше цената на бензинот, колку беа трошоците за храна на луѓето. Реално пат на животен стандард има многу сериозен. Дали неколку десетини илјади луѓе кои што вие ги сметате дека се намалиле како невработени, а се нагурани како државна администрација, ја подобриле ситуацијата? Не. Ситуацијата Што би направиле вие да бевте премиерство на Македонија? Ситуацијата, гледате, кога ќе дојдам во таква ситуација ќе Што требаше да направи Груевски според вас? Ние не требаме хипотетички ситуации да разговараме. Реална ситуација. Не, едно е критика, друго е да се даде решение. Дајте ми решение. Што требаше да направи Груевски според вас? Да. Дали не требаше да го помогне земјоделието? Дали не требаше да ја помогне Ма тоа све она на телевизија вие што го прикажувате како владини реклами, тоа нема врска со реалноста. Во весникот Капитал имав шанси да прочитам дека од доаѓањето на власт на ВМРО ДПМН 2006 до сега извозот на македонски земјоделски производи е зголемен за 97%. Дали сте запознаени? Значи 97%. И значи вие тврдите дека лозарите се задоволни, Капитал тврди, тутунарите дека се задоволни, дека не се истурат јаболки по улица кои што не се откупени. Значи не требаше да се помага земјоделците со 100 милиони. Нема, немојте вие сте буквално како штабот на ДПМН. Јас барам од вас. Јас ваков новинар немам сретно. Ама зошто да не? Јас немам сретнато ваков новинар. Просто не сте гледали Било Рајли, не сте гледали. Ама немате Било Рајли, тоа е сосема друга лига. Треба да вежбате за него. Добро. Значи, она што е битно, не е да ми кажувате бројки на Ставровски и она што го кажуваат они како нивно покритие дека нешто работеле. Дали е подобра состојбата во Република Македонија? Дали со тоа што 40.000 партиски војници се ставени во државната администрација, додовме по ситуација ние да се задолжиме за 3 месеци 400 милиони евра. Тоа мене ме интересира. Кој ќе ги враќа тие пари? Дозволете. Кој ќе ги враќа тие пари? Ќе ги враќа Груевски тие пари или ќе ги враќаме јас и вие? И можеби и вашите и моето дете. И тоа не само овие 400 милиони, туку 2,5 милиарди кои што се вкупно на акумулиран долг од како е дојден. Значи дозволете. Тоа не е водење на исправна политика во однос на државата. Значи решението е многу просто. Не требаше да се пумпа државната администрација која што сега со сила и со закана се држи за гласање, бидејќи оваа власт ќе падне да ги нема тие. Токму во таа насока е моето прашање. Да. Која е вашата претпоставка доколку не се зголемеше јавната потрошувачка која што го направи Обама, го направи Франција, Англија и сите земји? Обама е левичар. Точно да направи истото тоа, за да он е левичар. Значи се служуваме дека оваа влада е левичарска. Во однос на економските постапки, да. Одлично. Ова е добро признание и мислам дека ќе биде интересно. Поинтата ми беше следна, доколку од 2006 до 2010 година. Како? Од 2006 година до 2010 доколку Груевски не разголемеше јавната потрошувачка, колку ќе беше бројот на невработени во моментот, дали знаете? Слушајте, доколку он применеше типично десничарски мерки, оној либертаранизам што го збориме и она намалување на државниот притисок врз бизнисот. Никој не може да знае дали бизнисот немаше многу подобро да се развива. Вие го тормозевте бизнисот со казни. Вие му праќавте инспекции. Се зголемија казните на некои фантастични 5, 10, 15, 20 илјади евра за минорни прекршоци. Се дојде до безмилосно собирање на ДДВ. Се дојде до покачување на акцизите во бензинот. Владата во буџетот зима 900 милиони денари само од акцизата на ниво на година, тоа се 15 милиони евра, кои што се зимаат од стопанството и од секој поединец, затоа што во 2008 година заклучила дека треба да воведе еден денар за државни резерви, оти било криза. А сега криза ли е уште? 3 години, по 15 милиони, 45 милиони. Има проекција дека ќе имаме 3,5 раст, така да веќе излегуваме кризата. Тоа ништо не значи на улица. Тоа се бројки, дозволете, тоа се бројки за кои што ќе се расправаат економистите. Проблемот е многу сериозен. 45 милиони евра се испумпани од стопанството, кои што ако се искористат во инвестирање и она
само развивање на стопанството може да доведат до раст. Значи вие не сметавте дека требаше да се изголеми јавната потрошувачка, едноставно требаше Јас не сметам дека требаше да се пушти ова е вештачко зголемување на потрошувачката со вметнување на Уште 30-40 луѓе во државна администрација. И ова ќе доведе до банкрот на државата. На Македонија се заканува грчко сценарија. Тоа е ваш став? Ајде да фатиме малку моментот за името. Кој е вашиот став? Треба ли да има референдум за името или не треба да има? Јас во овој момент нема да одговарам на тоа прашање. Мислам дека Груевски има целосен мандат. 2008 година. Или тоа малку не одговорно Дозволете, политичар да нема одговорно. став. Јас имам став и имам начин како да се реши. Меѓутоа, да ве вратам на 2008 година. По враќањето од Букурешт, прво Груевски излажа целата македонска јавност дека не прифатил Република Македонија Скопје, а прифатил. Тоа излезе подоцна како признание под услов да оди на референдум, така? Дозволете. Прифатено е во Букурешт. Под услов да оди на референдум. Сега не ги бранете до толку. Не, па така е. Дегутантно е. Ма така е. Ама дегутантно е да бидете као штабот на ВМРО да правам интервју. Па дозволете да ви кажам. Значи во 2000 најголемиот патриот во Македонија Македонија Скопје е и прифата институции призна господин Милошевич